Благодарам. Од аспект на целата денешна дискусија која што беше во претходните сесии, јас споменав малце кога се јавив дека податоците и се оние кои што се основата на целокупниот наш развој во сите сегменти кои што ги имаме натаму. Така да и мојава дискусија ќе почнам во однос на прашањето што треба да направиме за дигитализацијата на секторот води. Значи, најпрвин тука треба да биде на сите јасно дека немаме дилема дека треба да се дигитализираме, тоа е повеќе од јасно, меѓутоа треба да направиме процес и да водиме процес кој што ќе обезбеди соодветни реформи, а не само едноставно дигитализација и автоматизација на одредени процеси. Овде ја споменувам и автоматизацијата, бидејќи во јавноста многу пати кај носителите на политики, имајќи ги во предвид сите напори од одредби кои што владата ги има во однос на поддршка на дигиталната трансформација во последните години, многу често се фокусираме на она што значиат административни процеси, а не она што сега беше презентирано во делот на носењето на одлуки или автоматизација на системите кои што се, например, повторно во делот на водите, дали тоа да се работи за фабриките за пречистување на вода, дали да се работи за пречистителните станици, каде што сега со новите технологии веќе можеме да зборуваме за дигитални близнаци и употреба на алатки за вештачка интелигенција, користејќи ги нормално можностите и алгоритмите на машинското учење. Колегата Андреј ги спомна тука дел една апликација во делот на следењето и управувањето со поплавите и ги спомна можностите за развој и надградба и на тие апликации. Она што денес во овој сегмент, значи кај водниот сектор, посебно од аспект на, како што беше спомнато, од аспект на ризиците управувањето и управувањето со кризи, имајќи во предвид дека водната инфраструктура во најголем дел е критична инфраструктура, како што беше споменато и во некои од претходните дискусии, веќе фокусот, како што кажав, треба да дојде до интегрирање на напорите на институциите кои што работат или кои што се во допир со соодветната проблематика на водата. И сега викам со соодветната проблематика, заклучив дека многу мина се во допир со водата. Водата ја покриваат 8 министерства и државни агенции тој сектор. И во моментот, за жал, иако Министерството за животна средина формално е носител на дел од активностите, меѓутоа го нема силата и можноста да биде и предводник фактички во целиот на развојот на овој сектор, па одредени промени ќе морат да се носат. Зошто ќе мора да се носат? Затоа што употребата на податоците и дигиталната трансформација кај нас ќе треба од неколку аспекти да ги надмини дигиталните јазови што се наоѓаат и кај институциите, меѓутоа и кај поделните ентитети. Било да тоа да се работи кај јавни предпријатија, било да се работи во дел кај одредени други институции или пак одредени, јас би го рекол, и дигитални јазови дури и кај приватниот сектор и бизнис секторот од еден аспект на припременоста да тие се вклучат во процесите на дигитална трансформација во земјата. Ова е пример на Adrian Project или има други Хоризонт проекти и така натаму, каде што научната заедница е вклучена во дел. Меѓутоа, нам тоа што ќе ни треба и беше споменато на почетокот, прво што треба да направите, Анде рече, да направите регистар на податоци. Значи, за да можеме да искористиме постојната инфраструктура за интероперабилност меѓу институциите во државата, која што веќе постои кај нас и е воспоставена на одредени сегменти, меѓутоа не е обавезна за користење се уште, е волунтаристичка. Затоа и кога ќе погледнете бројката на институции кои што се приклучени на оваа инфраструктура е многу мала. Од друга страна,
За овој сектор се многу битни просторните податоци. Беа спомнати. Во тој сегмент националниот геопортал што го има катастарот, е местото каде што ги имаме метаподатоците, услугите, сетовите на податоци, институциите кои што се поврзани. Сета цел е податокот да го поставува, да го ревидира, да го надградува, податокот да се ревидира, наградува онаму каде што се создава, а сите други потоа да го користиме. Затоа го имаме таа инфраструктура, тој автопат, меѓутоа мораме сите ние да имаме капацитети кои што ќе можеме да излеземе, да ги споделиме тие податоци на овој автопат. Отворете ги неколкуте портали кај што се за отворени податоци, ќе видите прво несоодветни стандарди за податоците како се поставени, треба да барате за која година се однесуваат и како се однесуваат, никаде нема база на тој стандард да го споредите или валидирате самиот податок, а одговорност на институциите во кои што ние или вие работите или работиме во тој сегмент. Слабоста Илбер ја спомна во еден сегмент, недоволните капацитети кои што ги имаме во јавниот сектор. Меѓутоа, затоа реков не е тоа проблем, доколку ние поставиме имаме јасни политики во однос на развојот на земјата, во однос на дигитализацијата. И тука приватниот сектор многу лесно може да се вклучи во овие сите процеси. Бојан спомна дека било многу тешко да се направат соодветни дигитални модели, мапи и така натаму, бидејќи тоа не било одамна сработено. Да, тешкотијата и во тоа што дигиталните модели, ортофотокартите или ортофотоснимањата, посебно последните можеби 8 години или 2 турнуси законски ги прави Министерството за земјоделие, а не катасторот, каде што е законски поврзан за таа работа, а Министерството за земјоделие ги прави како резултат на проекти каде што доби одредени средства за потребите за своите потреби во однос на својот катастар да го изработи. Од друга страна, каде се реализира сето тоа? Сето тоа се реализира на ниво на општините, на ниво на предпријатијата, на локално ниво. Пристапот до овие податоци слободен го имаат само државните институции бесплатно. Општините и предпријатијата може да дојдат до овие дигитални модели, законот вика, ако ги купат од Министерството за земјоделие според тарифник кој што го редува министер. Од 2017 некаде, да сега сме веќе 9 години, сега можам да зборувам за АТКОМ како асоциација на комунални предпријатија на кои што овие дигитални модели му се потребни со цел да се постигне унификација на процесот на развивање на инфраструктура, вонната инфраструктура во овој сегмент, а да се усогласи со развојот на инфраструктурата кај во дигиталните модели кај општините. До ден денес тоа не е постигнато. Значи, мораме да почнеме да размислуваме од тука. Податоците се основата. Податоците се динамичка категорија кои што брзо се менуваат. Војан го спомна просторниот план. Меѓутоа, нас многу побитно ние од просторниот план, бидејќи тоа е план. Многу ни е побитно имплементацијата на тој план каква е. А вие кога ќе погледнете, пошто единствена институција е Агенцијата за просторно планирање кој што треба да ги изработи тие планови, а таа не може да ги изработи доколку не и се плати во одредена сума на пари. Се ви кажувам како беше, затоа ќе видиме наназад нема дел од плановите, затоа што не можете да ги изработите. Податоците дел фала. Дај Боже да е променето, пошто работев еден дел, сведок сум и на моменти кај што стоја податоци во повеќе години настрана, зборувам сега на нас. Како и да не е битно, дај Боже одиме сите напред. Сакам во овој сегмент само да се поентата ми беше дека
доколку направиме дигитализација, само заради дигитализација, фокусирајќи се на различни портали, на различни пристапи, така натаму, без да ги интегрираме тие процеси од аспект на систем поврзан најпрви со стандарди, поврзан со интероперабилност помеѓу институциите и разбирање на се тоа на што го работиме, само ќе навлеземе во еден друг сегмент, каде што ќе имаме институции кои што можат да бидат солидно опремени со дигитални алатки, али меѓусебно некоординирани и неповрзани. Денес тоа ни се случува со многу проекти кои што се реализираат, како што ги спомнав претходно и изградбата на пречистителните станици. Благодарам. Во ред, јас би сакала да дадам краток коментар и на вашето излагање, да извадам клучни поенти. Не е спорно дека треба да се дигитализираме, но потребно е да се воведат или реализираат некои подготовки или реформи за да дигитализацијата биде успешна. Вие ја истакнавте важноста на националната инфраструктура на просторни податоци како основа или база на податоци која треба да биде достапна до сите засегнати страни. Понатаму ја потенциравте важноста за вклучување на сите засегнати страни кои ги користат водните ресурси паралелно со адаптација на администрацијата кон овој процес на дигитализација и ја нагласивте го нагласивте моментот дека е неопходен интегриран напор на сите засегнати страни за да обезбедиме успешна дигитализација во сите сфери. Да, само ще би дополнил после, но би рекол дека ние имаме регистри во различните институции и министерства. Не треба да измислуваме нешто ново. Не треба за да почнеме да бараме златни стандарди. Битно е да се научиме, да меѓусебно соработуваме и се споделуваме, синхронизираме на она што веќе го имаме. Во ред, дали јас немам ништо повеќе да дополнам, дали имате прашања околу ова, само да укажам во интерес на времето, 5 минути имаме само на располагање. Или коментари, не мора Или да... коментари било што. на излагањето. Повелете. Во однос на податоците што господинот Јани ги спомна, какви податоци сте барале ви од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Кажавте дека не сте добиле, дека се наплаќаат податоците. Чисто онака за информација да знаеме, да. Инаку да, се согласувам, податоците се... Фотокартите значи им беа потребни на предпријатијата, како и дигиталните модели. Точно, ортофотокартите, значи се ги имаме по регулатива треба на 5 години да се прави, тоест на 3 години по Европска унија. Еднаш ги имавме финансирани беа од Европска унија, ортофотокартите се од национален буџет, да, и се купуваат од вакво. Така е одлука на владата тоа, не е значи да ги користат агенциите за просторно планирање, катастар, мислам дека тие не се наплаќаат, меѓутоа за други институции, тоа е сепак некоја си одлука на влада што е донесена, да. Нема, катастар ги објави, ги стави слободно тие што се од 2004. Стар, има и понови, Тие што се претходно направи, значи не е никаков проблем. Не е никаков трошок за тие карти да се стават и да се, кога веќе еднаш ќе се снимат, не е никаков трошок да тие да се споделат или да се земат. А податоците по извесен период немаат никаква вредност. Да, застарува. Сега имаме тие податоци треба не само на општините, треба да се стават на располагање на научните институции. Замислете колку докторанти, колку магистри, колку студенти ќе имаат корис кога таков еден ресурс ќе им биде достапен да кој што ќе можат да работат. И зошто за тоа да треба да се бараат пари од проекти или поентата ми беше дека за она што е основата на целиот процес на дигитализацијата, податоците, треба да се погледнеме кај нас. Еден факултет, втор факултет, една институција, втора институција,
експертите се тука, а податоците се генерално. Денес веќе не е нешто нови да измислиме работи. Апликации постојат веќе со години, десетици години наназад, само се обновуваат и надградуваат. Али во основа на сето е податокот. И тука, како држава, треба да инвестираме своји средства, да не зависиме од никој, затоа што имаме и капацитет и потенцијал и се. Зар 600.000 евра се некои пари да чекаме 4 години проекти? Не, за ваша информација, последните ортофотокарти се направени со буџетски средства. Не се еднаш сме имале од ЕУ финансирано и толку. ЕУ не дава повеќе. Да, Значи но ЕУ вика сама институцијата дека треба си гради капацитет, се обезбеди буџет и така А натаму. таа институција е? Министерство за земјоделство. Не, катастар треба. За ортофото снимките ние ги снимаме и ги даваме, ги споделуваме со катастар, да. И катастар ги Тогаш користи јас со кажам, меморандум за соработка, не. Значи зборувам јас, ортофото снимките за LPS, Land Parcel Identification Systems. Не, ова не го кажа во смисла некого да обвинувам. Јас само кажувам фактите во моментот. Затоа што дали е тоа владина одлика донесена, а во моментот тие податоци не се достапни. А ние викаме и на сите им треба. Значи владата треба да ја преиспита својата одлука, ништо друго. Да се донесе одлука во која ќе се стават да бидат слободни податоци, е многу лесно. Една седница на влада, некој да го постави тоа. Сепак тоа е на владата седница одлука. на влада. Еве за ваша информација, ако ви за утеха, да речем се не е за утеха, нашиот проект што е тековен од Оскар, каде што е тим лидер, Self Organization of the Farmers, на for Enhancing Systems for Irrigation, бараат податоци од УХМР, УХМР им наплаќаат. Мислам, не им ги дават free of charge. Така да што да кажем, УХМР е управа под Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. И да ето така, а проектот нема, значи проектот значи има одреден буџет, одредени активности кои што се финансираат од ЕУ, другите не се eligible, нели има eligible expenditures и не eligible. Овие се не eligible, не им ги признаваат делегација на Европска унија, така да еве ние како министерство не добиваме од УХМР, што е под Министерство управа, податоци кои што ги бара проектот. Така да бараме некој друг начин да сепак некогаш во системот и во лавиринтот сите ние заглавуваме со некои си законски решенија каде што самите не можеме после да сами ние да добиеме. Гледајте сега. Јас се согласувам со вас дека се премногу важни податоците за тоа не го зборувам, бидејќи сум бил дел од процесот на барање податоци сите овие години назад. Еве УХМР кога спомнавте, УХМР внатре не комуницира помеѓу двата сектори едни со други. Број 1, број 2, имате достапни податоци 1 или 2 дена за одредени параметри на кои што тој ги собира, а ако побарат историски податоци треба да ги платите. Значи, кој е сенсот на тоа и смислата? Тоа е број 1. Број 2, во целиот овој сегмент повторно ќе се вратам. Зошто ќе ни бидат потребни овие дигитални мотели и ортофотокарти? Зошто ќе ни треба и каде се случува промената на податокот, неговата експлоатација се случува на локално ниво. Дали во општината, дали во јавното предпријатие, дали во локалниот бизнис, се случува сето на локално ниво. Тоа е втора работа. Ние, националната студија за води, ако не грешам, Илбер, поправиме, е единствен документ кој што има проценка врз основа на агломерациите на инвестициите во наредниот период до 2040 година во делот на водните услуги. Проценката беше околу 1,6 милиарди, ама според евро на 2016, сега сигурно е 2 милиарди и 600 во денешните услуги. И ова се пари до 2044, 20 години помалце, што треба да се инвестираат. Сега овде ако ги додадеме плюс средствата за иригација во системот, кои што се сигурно исто неколку милиарди може да биде, или евра потребни, доаѓаме до значајни суми во секторот за водни услуги. И сега ние да размислуваме дали на некој ги ставил таму, биле eligible или не eligible, а ни се потребни. И мислам дека веќе сме доволно свесни да ги разграничиме работите и доволно треба да станеме само помоćни на тие што носат одлуки, да им ги представиме работите и тие да сватат дека кој ќе решава за 5 милиарди евра инвестиции во државата без податоци.
Зар има смисла тоа? Ад хок ќе носиме одлуки, ќе градиме, наместо, како што каже сега Илбер, имаме 50 милиони евра на располагање. Ами на 2,5 милиарди што јас ги спомнав на 20 години, тоа значи 100 милиони евра треба ние просечно годишно да инвестираме во водната инфраструктура за да ги постигнеме барањата на на европските директиви и да обезбедиме резилиенс на водната инфраструктура во наредниот период. А ние не сме способни тие 50 милиони евра сега, а предходните, да ви кажем, ако не сте знаели, од ЕБРД 10 години поминаа, 2 влади, 3 се сменија, 8 милиони на крајот уште останаа непотрошени. Исто 50 милиони. Значи, сето тоа сега во овој сегмент, значи еве ги 50 милиони евра. Зошто тие 50 милиони евра, кои што се во моментот во Министерството за животна средина, не се одвојат 10 милиони евра и се каже, овие 10 милиони евра ќе бидат на располагање за создавање на стандарди во однос на податоците, расчистување во овој сегмент, а сите министерства сигурно имаат подреден фонд на тоа. Не ова, сакам да назначам дека мораме да бидеме по-иновативни и по-динамични и поинаку да ги читаме законските прописи и решенија. Да не бидеме оннив заробени, затоа што многу често во пракса го среќавам тој збор, законското решение. Законските решенија се тука за да помогнат дадат правец. Меѓутоа, вистината на исправноста на законското решение или потребата за менување се согласува во процесот на имплементација. Самата имплементација, самото време, самите потреби носат за промена на тоа. Еден пример повторно ќе ви кажем, јавните комунални предпријатија кои што се најкритикувани, од друга страна, доволно е да помините една недела во јавно предпријатие, па ќе видите, сигурен сум дека ќе смените сликата за нив. 20 години не е сменет законот за комунални предпријатија.